на ден 28.8.2019 година, околу 23 часот, во придружба на возило од итна медицинска помош и полициски службени лица, на клиниката за детски болести се донесени две деца, машко дете на возраст од 4 години и женско дете на возраст од 7 години, брат и сестра, во свесна состојба, уплашени, лесно дехидрирани, со стабилни витални параметри. Во текот на ноќта и денешниот ден се задржани на обсервација. Реализирани се рутински лабораториски анализи, кои што се со уредни вредности. Децата во текот на денешниот ден се прегледани, се во добра општа состојба и се планира нивно пуштање од клиниката. Дали вчерашниот настан може да предизвика дополнителни здравствени проблеми кај децата во понатамошниот тек на детскиот развој? Со оглед на тоа што биле во добра состојба при приемот и она што се случувало во текот на ноќта и денес, не гледам дека би нешто со сигурност можела да кажам дека би имало било какви последици. Со оглед дека биле во валкани алишта донесени нечисти, тоа колку зборува за третманот кон тие деца? Значи, тие биле донесени во валкани алишта, не можам детално да ви кажам во врска со тоа што се случувало претходно со децата, нити Докторка, дали имате информација за малолетни лица, дали имаше придружба на родител, дали во текот на престојот на клиниката? Значи, во текот на престојот мајката беше со децата. Значи, таа е се уште со децата на клиниката. Значи, веднаш по приемот. Колку време биле децата во автомобил, дали знаете? Тоа не можам да ви кажам. За тоа да се обратите до другите начинот на служби. дехидрираност, да се дојде до тој степен, колку треба да бидат сами, без вода, без... Тие биле лесно дехидрирани на прием и тоа не било последица на престојот во автомобилот. Значи, тоа е лесна дехидрација. Не. Често слушаме за фатални исходи на заклучување на деца во автомобил, значи што се може да предизвика, значи како сове, значи основна причина за фаталниот исход при затварање на деца во возила е претопленоста и дехидрацијата и сите оние последици кои настануваат при подолго време на престој во затворен простор на висока температура. Тоа се најчесто, значи, причините за потешките или фаталните последици. За колку минути тоа може да се случи, еве, од прилика? За по зависност од надворешната температура и температурата во возилото, во затворениот простор, значи, тоа не би можела да ви кажам, се зависи од околностите. И само дали знаете каде ќе бидат децата отпуштени сега? Дома си одат или можеби... Значи, контактирани е Центарот за социјални грижи, понатаму постапката оди по закон.